Почитувани, во целост ги отврдляме тврдењата изнесени од страна на Општинска организација СДСМ Куманово, изнесени на вчерашната пресконференција во која се тврди дека градоначалникот на Општина Куманово Максим Димитриевски врши наводен политички притисок при избор на директори во основните училишта во Куманово. Имено, тие обвинуваат за политички притисок, а всушност тие самите, користејќи ја силата на централната власт, по кој знае кој пат наметнуваат за директор на Општинско основно училиште 11 октомври партиски војник. Сега преку ресорниот министер за образование и наука, кој ја избра за директор актуелната директорка. Историјата се повторува, бидејќи не е прв пат на сила да се поставуваат директори директно од министри. Веќе знаете што се случуваше со градинката Ангел Шајчи. Со оваа одлука, наместо до целосна децентрализација на институциите, повторно се враќаме на нивна целосна централизација. И уште нешто во врска со избор на директор во ово училиште. До градоначалникот е пристигната петиција, подпишана од страна на наставниците на Општинско основно училиште 11 октомври, во која бараат од градоначалникот да се постави директор од редот на вработените, поради специфичноста во работа и моменталната состојба во училиштето. Вработените во петиција сметаат дека лице од друго училиште не ги познава состојбите, начинот на функционирање и работите на ова училиште. СДСМ го обвинува градоначалникот за непознавање и кршење на законот, а тие се први кои не го почитуваат и вршат грубо кршење, зашто за споменатиот случај имаме поднесена жалба до Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка одработен однос во втор степен, од која се уште немаме добиен никаков одговор. Имено, Министерството за образование и наука донесе решение за избор на директор на Општинско основно училиште 11 октомври Куманово. Во точка 2 стои дека мандатот на новоименуваниот директор почнува да тече од денот на донесување на решението, односно од 24.8.2023 година. Се поставува прашање: како е можно да се донесе решение за именување на директор со датум од 24.8.2023 година, каде веќе постои избран директор на Општинско основно училиште 11 октомври, а чиј мандат е до 9.9.2023 година. Со тоа, во училиштето се поставуваат два директори во исто време. Училишниот одбор е самостојно тело на управување на училиштето и на градоначалникот доставува еден кандидат, кој доколку градоначалникот не го избере, го избира министерот. На пресконференцијата на СДСМ се посочува и основното општинско училиште Крсте Мисирков дека често се именуваат ВД директори поради наводно неприфаќање на кадри кои веќе имаат лиценци од редот на вработените. Точно е дека има наставници со положен испит за директор, но тие се со истечени лиценци, а истите немаат можност да ги обноват и на ниво на Општина Куманово останаа само двајца неактивни директори на кои им е активна лиценцата. Но, за училишниот одбор да има можност да избере директор, треба да има повеќе кандидати кои би можеле да се пријават, а не можат, бидејќи Државниот испитен центар одработува партиска агенда на СДСМ и не дозволува полагање на кандидати за директори скоро 2 години. Од страна на училишните одбори до градоначалникот константно пристигнуваат забелешки дека истите не можат да изберат соодветен кандидат за кој тие како тело сметаат дека е најкомпетентен да го води училиштето, затоа што ДИЦ не дозволува полагање за директори кои би можеле да конкурираат на јавениот оглас, а училишните одбори ќе имаат можност да го изберат најсоодветниот. Кога станува збор и тука за законитоста, има кандидати кои обуката за директор ја имаат ислушано уште во јануари 2022 година, а се уште не им се дозволува да полагаат, иако законскиот рок предвидува полагање после 30 дена од успешно спроведената обука. Како Сдружение за наше Куманово, како и до сега и во иднина, ќе продолжиме да се бориме за директори на училиштата да бидат
пред се способни луѓе, квалитетни и компетентни, непартиски директори, кои ќе ги водат училиштата, а не по секоја цена да бидат поставувани партиски војници. Овие јалови напади, изнесени на пресконференцијата од страна на Општинска организација СДСМ Куманово, се со цел дефокусирање на јавноста од погумните политики на централната власт, кои целосно гурнисаа образовниот процес, без учебници и со концепции кои не се прифатливи ниту за наставниците, ниту за учениците, ниту пак за родителите.